Македонци кои се бореле за Македонија, кои биле против комунизмот за време на СФРЈ, биле прогонувани и судени под изговор дека работеле за Бугарија и биле следбеници на фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов, само за да тогашните власти најдат оправдување за строгите казни и прогони. Бугарија со барањето да се отворат овие архиви сака да го злоупотреби фактот и да докаже дека тие всушност биле бугари, што е далеко од вистината. Експертите сметаат дека Бугарија точно веќе знае што ќе бара со отворањето на архиви на разузнавачките служби и затоа инсистираше тоа да влезе во протоколот. Затоа што нема законска можност за нивно отварање, можно е како и во 98 и 99 година, така и сега тоа да се направи со политичка одлука. Професорот по безбедност Злате Димовски тврди дека во овој период немало ниту еден осуден бугарин за таков тип на делување. Нивната сегашна позиција во смисла дека ќе можат да пронајдат нешто, мислам дека залудно ќе бараат нешто што би значело повреда на одредени лица заради пројавена некаква си бугарска кауза, заради некаква си можеби приклонетост кон Бугарија. За еве ви тврдам дека од тој период немаме ниту еден кој што е осуден за таков тип на делување. Бугарија долго време тврди дека во времето на комунизмот во Македонија имало прогон на луѓе со бугарска национална самосвест, но Димовски вели дека тоа не е вистина. Не верувам дека имало прогонувано бугари заради таа кауза, за бугарската кауза, тоа не верувам. Меѓутоа верувам дека одредени луѓе сакаат низ призмата на покажување на тоа дека се жртви, да се прикажат можеби поблиски до Бугарија, за да искористат одредени бенефити, па во тој контекст прикажувајќи дека нивните можеби предци, татковци, дедовци така натаму биле прогонувани, па да се прикажат во тој контекст и да добијат одредени бенефиции од таа држава. Откако стави параф на билатералниот протокол, македонската влада се обврза во рок од 1 година да ја создаде неопходната сеопфатна правна рамка за целосно отворање на архивите на репресивниот апарат на бившите служби на државната безбедност од комунистичкиот период, вклучително полицијата, цивилното и војното разузнавање и контраразузнавање периодот од 45 до 91 година. Инаку досијата на тајните служби од времето на комунизмот веќе еднаш беа отворени во периодот на лустрацијата. Голем дел од документите се уништени, дел се во Белград, дел и разграбани.